процес. Извештајот на Македонската национална коалиција на невладени организации за правата на детето регистрирала 1500 така наречени деца фантоми. 18.000 деца не одат во училиште, околу 1500 се деца фантоми, 2000 питачат. Ова го покажува годишниот извештај на 14 невладени здруженија за минатата година. Првиот човек на медијаши бара одговорност од надлежните за ваквата ситуација и поголема грижа за детските права. Потребно е да се изврши дополнување и измена на законот за средно образование и за стручно образование за поголемо детско учество, односно учество на средношколците во донесување на одлуки. Оно што треба да се направи во идниот период е да се комплетираат стручните тимови во училиштата, пред се со дефектолози. Невладиниот сектор увидел проблеми со зависностите, предлага воведување центри за рехабилитација. Исто така бара во училиштата да биде воведено и сексуално образование, прилагодено според возраста на секој ученик. Ова образование ќе ги учи децата за ХИВ-СИДА, меѓутоа и други аспекти од сексуалното репродуктивно здравје и права, што е многу важно, и ќе ги учи да бидат потолерантни, да ги идентификуваат различностите, да ги прифаќаат различностите и повеќе да се вклучат во општествениот живот. Во обемниот документ покрај овие препораки, граѓанските организации бараат и поголемо вклучување во образовниот процес на родителите чии деца се со посебни потреби.